Благодариме градоначалник. Одиме со почнување на седницата. Ја отварам 56-та седница на Советот на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 17 советници, 20 се најавија да се приклучат во текот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за текување на денешната седница доставени записник од 55-та седница на Советот на општина Кавадарци одржана ден 27.4.2021 година. Дали има забелешки по записникот од 55-та седница на Советот на општина Кавадарци? Доколку нема, ве молам за усвојување на записникот од 55-та седница на Советот на општина Кавадарци. Едногласно е усвоен. Констатирам дека усвоен записникот од 55-та седница на Советот на општина Кавадарци. Со решението за текување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Прва точка. Предлог план за работа против корупција на општина Кавадарци за 2021 година. Втора, предлог одлука за усвојување на иницијативата за изготвување на локална еколошки акционен план ЛЕАП на општина Кавадарци. Трета, предлог одлука за формирање организационна структура за изработка на локален економски акционен план, еколошки акционен план на општина Кавадарци. Четврта точка, предлог одлука за пристапување кон измена и дополнување на статут на општина Кавадарци. Пета, предлог правилник за начинот и условите на користење, сервисирање и одржување на службени возила, собственост на општина Кавадарци. Шеста точка, предлог програма за измена и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2021 година. Седма точка, предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка и донесување на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2021 година. Осма точка, предлог одлука за кофинансирање на проект во рамки на регионална програма за локална демократија во Западен Балкан. Заради поврзаност на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка, предлог одлука за намера за реализација на проект со заем од проект на енергетска ефикасност во јавен сектор и овластување за подпишување на иницијативен договор, кој е за едногласно. Благодариме. Девета точка. Предлог одлука за намера за реализација на проект со заем од проект на енергетска ефикасност во јавниот сектор и овластување за подпишување на иницијативен договор. Заради поврзаност на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка, предлог одлука за отпис на застарени побарување за физички лица по основ на данок на имот, кој е за едногласно. 10 точка. Предлог одлука за отпис на застарени побарување за физички лица по основ на данок на имот. 11 точка. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетски грејни тела за 2021 година. 12 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 33/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. 13 точка. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. 14 точка. Предлог одлука за примање донација на материјални добра, опрема за кабинети по музичко образование од Сдружение на граѓани Ротари клуб Кавадарци. Ротари клуб Кавадарци. И давање на општинско основно училиште музичко балетско Лазо Мицев Рале Кавадарци. 15 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро уметнички слики од Ѓорџи Кимов. Заради поврзаност на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за примање донација на проект за изградба на фотоволтаични електрани од ДП
ПОПТУ Тесурс Леди. Изгласува Стоел Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 16 точка. Предлог одлука за примање донација на проект за изградба на фотоволтаични електрарни од ресурс изгласува Стоел Кавадаци. 17 точка. Предлог одлука за давање согласност на правилникот за измена и дополнување на правилникот за систематизација на работните места на ЈП Комуналец Кавадаци, донесен од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 18 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за донација на синдикална организација на ЈП Комуналец Кавадаци, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 19 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за донација на општина Кавадаци, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 20 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за ослободување од претплатување на камата за задоснето плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци по постапка спроведена пред надлежен суд или нотар, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 21 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за склучување на договор за регулирање на наплата на побарување по основ на комунални услуги за правни лица, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 22 точка. Предлог одлука за усвојување на тромесечен извештај за работа на ЈП Комуналец Кавадаци за 2021 година, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Заради поврзаност на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Одлука со архивски број 02/937/3 од 25.5.21 година, донесена за година на поништување на одлука за давање на временно користење на движна ствар на ЈП Паркинг Кавадаци. Кавадаци со архивски број 02/1649/3 од 7.12.2020 година, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 23 точка. Одлука со архивски број 02/937/3 од 25.5.2021 година за подпишување на одлука за давање на временно користење движна ствар на ЈП Паркинг Кавадаци, Кавадаци со архивски број 02/1649/3 од 7.12.2020 година. 24 точка. Предлог одлука за усвојување на тромесечен извештај за работа на МХ ХЕЦ Лука Ардоел Кавадаци за 21 година, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 25 точка. Предлог одлука за давање согласност за измена на годишен план за работување во ЈП Комуналец Кавадаци, донесен од директорот на ЈП Комуналец Кавадаци. 26 точка. Извештај за работењето на јавно предпријатие за јавни паркираишта Паркинг Кавадаци за период 1.1.2021 година до 31.3.2021 година со број 03/1307/3 од 18.5.2021 година. 27 точка. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за условите, начинот, вршење надзор над непрописно запрени или паркирани возила и услови и начин за блокирање, отстранување и преместување на непрописно запрени паркирани возила, аваресени и напуштени возила и чување на исти на подрачје на општина Кавадаци, број 03/1307/4 од 18.5.2021 година. 28 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. 29 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. 30 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Заради поврзаност на претходните точки согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Има ли против и воздржани? Едногласно за, благодарам. 31 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Заради поврзаност на претходни точки согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Има ли против и воздржани? Едногласно за, благодарам. 32 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година. Заради поврзаност на предходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна
точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадар за 2021 година. Има ли против и воздржани? Едногласно за, благодарам. Точка 33. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадар за 2021 година. Заради поврзано со предходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнителна точка предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадар за 2021 година. Кој е за? Едногласно за, благодарам. 34 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадар за 2021 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам точка на дневен ред за денешната седница и тоа предлог одлука за остварување на користење на простор за собственост на општина Кавадарци за формирање на младенски центар Кавадарци. Согласно Деловникот молам за произнесување по точка на дневниот ред. Кој е за? Едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка со реден број 35. Предлог одлука за отстапување на користен простор во собственост на општина Кавадарци за формирање на младенски центар Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред на днешната седница и тоа годишен план за вработување општина Кавадарци за 2022 година. Согласно Деловникот молам за пренесување за предржување точка на дневен ред. Има ли против воздржани? Не, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог продолжение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 36 годишен план за вработување на општина Кавадарци за 2022 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за примање донација проект иде решение за изградба на парк за култура во Кавадарци од Дружение за екологија, животна средина, просторно планирање, еко индикатор Кавадарци. Согласно Деловникот молам за пренесување по точка на дневен ред. Има ли воздржани против? Не. Едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 37. Предлог одлука за примање донација проект идејно решение за изградба на парк на култура во општина Кавадарци од Дружение за екологија, животна средина, просторно планирање, еко индикатор Кавадарци. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема, поведе. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници. Имам еден предлог, да предложам точка на дневен ред, предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци на градскиот фудбалски клуб. Накратко, ќе образложам мојата точка и по тоа што знам дека градоначалникот веќе има ветено на фудбалерите некоја си премија, мојот предлог ќе биде да се доделат финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци во висина од 1 милион денари на градскиот фудбалски клуб Тиквеш како награда за постигнатиот успех. Се надевам дека вака предложената точка на дневен ред ќе биде поддржана од градоначалникот и од сите советници. Ви благодарам. Почитувани советници, како што и пред малку го разложивме, заслугата е заедничка на сите нас и на фудбалерите. Имаме разговарано на таа тема за бонус, за премија во трова успешноста нема и заслужена. Сега е мала консултација направивме со правниот сектор. Значи, вие како советници може да ја поддржите како предлог дополнување на точката на дневниот ред. Ние постојано ќе предложиме ребаланс, односно промена на програмата за спорт, каде што тие средства ќе ги дадеме наменски за давање на премија во делот на чинителите на фудбалскиот клуб Тиквиш. Така да за мене е прифатливо и е оправдано. Во другиот дел оставам на советниците. Благодарам.
Предлогот на колегата Петар го ставам на гласање. Едногласно поддржан. Благодарам, колеги. Сега ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Дали? Кој е за? Едногласно 19 за. Колеги, можеме да одиме сега точка по точка. Точка број 1. План за борба против корупција на општина Кавадарци за 2021 година. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема збор. Објаснување од градоначалникот. Повели градоначалник. Почитувани, според планот на владата и во координација заедно со вице-премиерот за корупција, кој што за прв пат во нашата држава имаме таква институција, а и со оглед на настанатите ситуации во делот на зголемување на корупцијата, поготово на централно, на локално ниво или било кое, ние изготвивме план за борба против корупцијата на општина Кавадарци. Сите слаби точки во тој план се опфатени, макар што мислам дека како општина и како население сме на високо ниво во делот на стручната спрема и немањето на корупција, меѓутоа фактот дека што може да го оставиме заремарлив, така да овој план за борба против корупцијата ги опфаќа сите точки, сите слаби карики, за да бидат комплетно иземени, за да можеме да бидеме една од поредките општини која ќе биде со нула корупција или во делот на заштита на граѓаните и на нашето население. Не е сега корупцијата само материјална, некогаш корупцијата може да доаѓа од многу други работи, од обструкции, од неодговарање на предмети, од насочување на други стручни тела во грешка насоки, така да целокупниот план ќе биде офатен, целокупно имплементирање на софтверски систем, на дигитализација, заедно со Америчка амбасада и со UNDP, ќе имаме проекти во наредните години кои што да го изработиме и со сето тоа ќе ни биде и мотив и потик за барање и ние како советници, градоначалник и општини да децентрализацијата конечно веќе еднаш почне да се спушта на повисоко ниво, односно да државата ги децентрализира и поголемиот дел од финансите и конструкции на самите општини. Благодарам. Благодараме градоначалник. Дали друг советник бара збор? Доколку нема, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Втора точка. Предлог одлука за усвојување на иницијатива за изготвување на локален еколошки акционен план на општина Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Трета точка. Предлог одлука за формирање на организациона структура за изработка на локален еколошки акционен план на општина Кавадарци. Отварам расправа, дали некој бара збор? Не бара никој, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Четврта точка. Предлог одлука за пристапување кон измени и дополнување на статут на општина Кавадарци. Отварам расправа. Колеги, дали некој бара збор? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Пета точка. Предлог правилник за начинот и условите за користење, сервисирање и одржување на службените возила во собственост на општина Кавадарци. Отварам расправа. Не бара некој збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Шеста точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градено земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Седма точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка и донесување на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Осма точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект во рамките на
регионална програма за локална демократија во Западен Балкан. Отварам расправа. Не вере никој збор, точките ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. 8 точка. 9 точка. Предлог одлука за намера за реализација на проект со заем на проект на енергетска ефикасност за јавниот сектор и овластување за подпишување на иницијативен договор, иницијален договор. Отварам расправа, да некој бара збор. Не бара никој. Одме со гласање. Кој е за? Едногласно. 10 точка. Предлог одлука за отпис на застарени поборување за физички лица по основ на данок на имот. Колеги, отварам расправа. Не бара никој збор, точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 11 точка. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединична субвенција на граѓани за купување енергетски грејни тела за 2021 година. Отварам расправа. Не бара никој збор. Поведи. Ако не бара никој збор, началниче да го замолиме, ако сакате вие да објасните. Да, апсолутно. Значи, како и секоја година, така и ова година, во планот и програмата кој што е донесен за 2021 година, имаме план за субвенционирање на ефикасни грејни тела, кој се покажа многу популарно и од големо значење во делот на општина Кавадарци, во делот на загадувањето, меѓутоа и во ефикасноста на грејните тела. Доколку ова точка биде сега изгласана, нормално, од утре, по подпишувањето на заклучокот, од утре ќе биде повикот пуштен, повикот ќе трае 3 недели, според правилник, и во тие 3 недели ќе се аплицираат сите кои што според правилник одлука ќе исполнат условите и нормално ќе бидат според правилникот. Сумата вкупна за ова намена, за ова година е од 1.200.000 денари. Така да очекувам да ова сума биде максимално искористена. Исто претходната мерка која што имавме беше со велосипедите, каде што сите, цела сума се искористи, на 100 велосипеди дадовме субвенција. Очекуваме тука да биде интерес и поголем, така да поединечната субвенција најмногу би била до 19.000 денари. 15.000, сигурно, 15.000 денари. Така да, или 50% од сумата, а најмногу до 15.000 денари. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 12 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 33/27 поведен пред Основен суд Кавадарци. Одме согласен. Кој е за? Едногласно. 13 точка. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркирашта паркинг Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Точките ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 14. Предлог одлука за примање донација на материјални добра, опрема за кабинет по музичко образование од Удружение на граѓани Ротари клуб Кавадарци. И давање на основно музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точките ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 15 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро уметнички слики од Ѓорѓи Кимов. Отварам расправа. Не бара никој збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 16. Предлог одлука за примање донација на проект за изградба на фотоволтаични електрани од Ресурс извоз увоз дуел Кавадарци. Отварам расправа, доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 17 точка. Предлог одлука за давање согласност. Се извинувам. Овие се донации и се заблагодарувам на сите донатори од името на Советот и општината. Одиме со точка број 17. Предлог одлука за давање согласност
на правилникот за измени и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во ЈП Комуналец Кавадаци, донесе од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не. Ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 18. Предлог одлука за давање согласност на одлука за донација на синдикална организација на ЈП Комуналец Кавадац, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Колеги, отварам расправа. Не бара никој збор. Точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 19. Предлог одлука за давање согласност на одлука за донација на општина Кавадац, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадац. Кој е за? Едногласно. Точка број 20. Предлог одлука за давање согласност на одлука за ослободување од преспитување на камата на задоснато плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги и трошоци во постапките спроведена пред надлежен суд или нотар, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Само објаснување од градоначалникот, повели градоначалник. Ова е пракса веќе втора, односно трета година. Одлука за ослободување од преспитување на камата за задоснато плаќање на долг на физички лица, корисници на комунални услуги, а нормално и трошковите кои се во постапка спроведени пред надлежните судови или нотари. Се покажа како многу добра пракса во интерес и благодет на самите граѓани, сите оние кои што имаат долгови натрупани од претходни години, а не се нормално застарени, а на некој начин и уште пред нас обтужени со извршни решенија, да не ги оптеретуваме граѓаните, да не ги теретиме со камати, да не ги изложуваме на непотребни трошкови. Ова одлука, денеска што ја носиме, е иста како и претходната, за давање можност да се склучи договор на рати, и тоа мислам дека беше до 24 рати, за старен долг, со ослободување на комплетно каматната листа и трошоците. Тоа е тоа што го зборувавме претходно. Имаше случаи кога главниот долг е 1000 денара, а кога вкупниот долг стигнал и 10.000 денара. Така да тој дел ги заштитуваме граѓаните и ги повикувам сите да се склучат договор, за да не се изложуваат на дополнителни трошкови и на дополнителен ризик, односно да бидат ослободени и од камата и од судски и нотарски трошкови. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, дали некој бара збор по оваа точка? Ја имам саркастично питање да го ставам на градоначалник. А вие што плачете редовно ова, не е некој други нешто? Значи, 2 години само за тие не плачеше за други камати. Значи, јас ја можам само да ви кажеме на работа, дека во овие 3,5 години наплатата во ЈП Комуналец е 95%. Натрупаните долгови се постари од 7, 8, 9, 10 години. Меѓутоа се обтужени и не се застарени. Што е обтужено не е застарено. Ја не можам да зборам за пред 10 години зашто не се плаќало вода или комунални услуги. Сега можем да кажем дека 95% наплатата во јавното предпријатие Комуналец е остварлива на месечно ниво. Законска врска регулатива е по основ на сите наши такси, даноци, комунални или било што, како граѓани да се го почитуваме тоа и да се го плаќаме. Нормално носихме одлука и за социјални случаи, каде што му отпишавме долгови, тие беа околу 400 денара, околу 60-70 семејства лани, така да оние стварно што социјални случаи загрозени, тука мислам дека треба да испаднеме во преслед. Неплаќачите не треба да ги толерираме и не се толерирани. Пак ќе повторам, договорот што го правиме сега и оваа одлука ги обврзува стариот долг, месечно да се го плаќаат, ама покрај тоа услов е и тековната сметка редовно да се плаќа. И го почитуваат тоа граѓаните. Стари долгови од пред 10 години. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со гласање по оваа точка. Кој е за? Едногласно. Точка број 22. Предлог одлука за давање согласност за одлука за склучување договор за регулирање на наплата на поборувањето по основ на комунални услуги за правни лица од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор од колегите?
објаснување ради граѓаните од страна на градоначалникот, да го замолиме градоначалникот да сака повеќе градоначалник. Одлуката за физички и за правни лица е различна, што е нормално. Правните лица не се ослободени од камати и не се ослободени од никакви трошкови, него само му се дава можност да го репрограмираат долгот кој што имаат на рати. И тоа, ако му е со износ од до 50.000 денари на 2 рати, до 100.000 денари на 3, 150 на 4, до 200 на 5 и над 200.000 на 6 рати. Значи не ги удоволуваме правните субјекти да може да стават во иста програмна ситуација да бидат како граѓаните. Сепак станува збор за социјален карактер, правните субјекти, пошто би се случило оваа злоупотреба, ако може би да потенцираме така, да не плаќаат, па да си да нанесат камати, па да му отпишуваме. Правните субјекти, едноставно, тоа е одлуката за давање на максимално 6 рати, а нема отпис на камата и на трошкови. Благодарам. Речам, че правите лица колко духуват за вода во комуната? Како и? Словно ще го кажам дека 95% наплата во јавното предпријатие Комуналец е остварлива во последните 3,5 години. Ние воведовме уширен систем и донесовте одлука на својот тука заедничка, наш предлог, каде што данокот на имот и комуналните такси од јавното предпријатие, доколку нема се исплатени без разлика дали е физичко или правно лице, не може да го оттужи имотот, односно не му преспитуваме данок на промет, се додека не се чисти кај нашите предпријатија кои сме оснивачки во општина. Морам да кажам, да потенцирам дека порано тука се правеле пропусти, ако може да ги речем пропусти, каде што многу правни субјекти, поготово правни, со долгови над 2-3 милиона денари, си го продале имотот, фирмата оде во стечај и буквално општината или јавното предпријатие останува без никакви приходи од таа страна, односно долг кој што е натрупан. Има такви долгови застарени. Ние сега не можем да паушално кажем колку се, меѓутоа мислам дека оперативниот долг на јавното предпријатие Комуналец кој што ги има во основ на правни и физички лица и застарени и незастарени, она што не отпишено, е сигурно над 80 за 100 милиона денари. Така да тоа е таа сума што е акумулирана и ставена во една база кај што треба полека да се пречистува. Нормално ние ги бараме податоците од централен регистар и од судот, фирми што веќе се во стечај и се ликвидирани, по остата тоа тие долгови ги бришеме и ги отпишуваме. Јас можам да одговорно кажам дека во последните 3,5 години нема ни компанија, ни правно лице кој што не си ги плаќа редовно трошковите према предпријатието, а во ниеден случај да не е оптужено или да не биде санкционирано. Така да го ред се сите компании и правни и физички лица. Благодариме градоначалник. Дали има друг од колегите некој за збор? Договор. Повели? Повели? Благодарам градоначалник на изстрпи много. Градоначалник просто ми потенцира вие 3,5 години, он како градоначалник и никакъв совет. Сега градоначалник ми каже, што е на фанташна бројка и ја го разбирам него дека тоа е толку пред 8, 9, 10 години. Во интерес на јавност. Нека се вратим малце назад, кој го беше оваа општина последните 8, 9, 10 години. Јас се надевам дека ви ќе прекине таа пракса на име Комуналец да си бркат кампањи политички, кај што правеа. Сето ова треба да го знаат граѓаните. Не е се така, еве за интерес на градот, бас не се едногласно, нема дебата, нема ништо. Значи, тоа такви точки, колегите одврно мудро си молчат. Некој друг беше градоначалник, некој друг беше у советот, и сега имате ни грешки, некој што го вода Комуналец и вие град, и како советници сега си гласат, и сите молчат. За сметките на Комуналец, што му идат на граѓаните, не обвинуват нас, дека се многу високи. Вие сте у советот, ви гласат. Никој не го знае дека вода дека милиони пол евра тужат граѓани и фирми на Комуналец. Па Комуналец за најмет
Јас знам дека Рачалник сме 3 години маки бачи, су комуналец и су се. Благодарам. Благодариме, колеги. Доколку нема никој за збор, ќе ставам на гласање. Се извинувам, колешке Весне. Овака, ајде се договориме да видиме на говорница ради... Да, на говорница. Ради записници и ради медиуми. Си извинувам, јас што не испавам. Си извинувам. Не е проблем, али да не ни стани навика на сите. Мислите дека некоја процедурна забелешка имаш? Почитуван началник, почитувани председатели, почитувани советници, почитувани медиуми и граѓани. И се слагам со репликата на колегата Ториманчев. Зошто така? Ради тоа што, дали знаете, кога ВМРО ДПМНЕ дојде во 2006 година или 2007 точно на власт, кога ја презе локалната самоуправа, колку години комуналното јавното предпријатие Комуналец немаше платено придонеси за пензијско и инвалидско осигурување за вработените. Дали знаете за времето пред како немавме вода за пиење и колку имавме рестрикции? Не правете нешто што не зборувајте нешто што не е така. Од јавното предпријатие Комуналец за времето на владење на градоначалникот на ВМРО ДПМНЕ беше најдобро комунално предпријатие во цела република. Врз основа на неговото работење, знаете, сите знаеме, дека добивме грант од германската амбасада. Не можам точно 3,5 милиона, не ме држите за збор, точната сума не ја памтам. 3 милиона, така, го добивме. За успешното работење за времето на јавното предпријатие Комуналец, за времето на ВМРО ДПМНЕ, кога беше градоначалник претходниот Александар Панов. Овие што се отпишуваат долгови, што велите вие го направило предходната власт, општинска власт, тие се сите оптужени. Не се застарени по тоа што јавното предпријатие Комуналец не ги оптужило, пошто се отпишуваат ради тоа што немало начин како да се наплатат, а не дека не се оптужени и не се побарани по присилен пат да се наплатат. Ве молам, не обвинувајте нешто што не е така. Ви благодарам. Повели Лазар Ториманчев за реплика. Благодарам, председател, почитувам градоначалниче, почитувани советници, колеги. Шо не е така? Ајде ќе почнам од крајот. Кога чуте градоначалникот, од 80 за 100 милиона денари за старени долгови, па го многу го изфалите, многу убаво работел Комуналец, па ова, па она. Заборавате дека 3,5 години само носиме одлуки за камати, за отпишување на долгови. Јас сум човек што не сакам да се навраќам многу назад. Еве ќе ви кажам за Комуналец. Врати си го филмот малце. Луѓе што бија кривични пријави. Што се не се работеше таму? Како ви вас се задоравите? Па не ви е тешко не обвинуват зашто му качиле водата на луѓето? Како не ви е тешко? Мојот татко 500 денари сега плаче 1500 денари вода долу. И сега ви сакате мене да ми кажете дека тоа е нормално, дека некој друг многу убаво го водел Комуналец 100 милиона денари долг, милиони и пол евра. Зошто ви е кривични пријави? Од што го водеа многу убаво Комуналец? Благодарам. Колеги, ајде ги оставиме тие работи, јас сум сведок и на претходно работење и на ова. Едното е добро и другото е уште подобро, и малку позитивно да одиме, а по основно, по
починати пословно не може да наплата, што ме е оттужено. Не постоја начин, блокирана фирма и ред други работи. Нас, нешто, само момент. Нас ни е битно дека комуналец е во добра кондиција и дека одиме напред. Од пред 20 години. Колешки вака. И у претходниот мандат некако да не расправя кривични пријави. Ниту па сакам да знам завршници од кривична пријава, ниту па да слушам. Само колеги момент, да завршам па после. Нека ги нема да спомнеме име и кривична. За јас, го направите комуналец духо на ВМРО, бивши градоначалници, бивши ръководители, директори, себе е там на фикал и губите лудило тук. Губите лудило. Колеги, ај вака, да не се препукуваме само со зборчеви давам, да не одиме. Колеги, ајде да не одиме од место, да одиме со збор, повели. Почитувани граѓани на град Кавадарци, почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани колеги советници. Гледам дека колегата Ториманџов се спрема кондиционно за наредни локални избори. Слушнавме тука еден куп обвинувања, еден куп невистини. Значи, ворете секој да има различно мислење и различен став. Го прифаќам вашето мислење и различниот став, но не се согласувам и не мислам дека не сте во право. Значи, овие натрупани долгови кои што се спомнуваат и од страна на градоначалникот, нели и вие тука на говорница, значи тука има удел и претходно Социјалдемократскиот сојуз, кога нели ја водеше исто така оваа општина. Значи тие Социјалдемократскиот сојуз оваа општина не ја водел. ја водела. Имате различно мислење и став, нели како секој граѓанин, но на последните локални избори граѓаните потврдија нели кој води позитивна политика и кој го води градот во нагорна линија. И затоа на последните локални избори ВМРО-ДПМН со кандидатот тогашниот за градоначалник Митко Јанчев победи убедливо на тие избори. И со тоа граѓаните потврдија дека ВМРО-ДПМН води една добра политика и го води градот во добра насока и нагорна линија. Со самото тоа и колешката спомна дека јавното предпријатие Комуналец беше прогласено за најуспешно јавно предпријатие во Република Македонија и како предпријатие нели како Комуналец од град Кавадарци, така и други јавни предпријатија кои што се исто така раководени од страна на ваши функционери претходно, се на еден начин во долгови. Значи не значи дека по вина на некој раководител или по вина на некој граѓанин. Не е важно. Значи има пропусти претходно правено и од страна на Социјалдемократскиот сојуз и од страна на ВМРО-ДПМН, но во глобала гледано граѓаните тоа го потврдуваат дека ВМРО-ДПМН добро ја води општината и добро ги води јавните предпријатија. И ќе ве молам нели од такви напади, било дувло на ВМРО, било дувло на не знам кој, значи да не навлегуваме во такви дебати на едно ниско ниво. Благодарам. А за реплика или контрареплика? Долговите, кои што знам, ги отпишуваме за 2008 и 2009. Така ли? Што е проблем? Кој беше тој глас? СДС не е бил глас никогаш. Евак сега ќе ви кажем една друга работа. На последните локални избори Социјалдемократски сојуз на Македонија го победи ВМРО-ДПМН Кавадарци. Така началник само Митко Јанчев. Значи долговите ќе ги разпишуваме се од 5-та, 8-та, 9-та. И 2009 кој беше градоначалник? Влажи испади на говорница. А за вработуваните во Комуналец, имате ли бивш градоначалник за последно? Имате. Имате ли бивш ръководител на државни институции? Имате. Да зборувам ли повеќе?
Кажете еден што е запослен од СДС таму, што е на раководна функција. Нема. Не може го кажеш што ти нема. Ама тоа се не е, тоа не е од сега. У вашето владење го направите ви тоа. Најголемите активисти ви се таму. Најголемите активисти. Тие што не плукат по Фейсбук. Ни што гласаме за ни за они да се имат плата. Нас не плукат, не вас, ваши се активисти. Кај ще еден што не е ВМРО, а што ги плука советниците на ВМРО, на Фейсбук. Ја ќе ви дам еден куп од телефонот. Ваши членови. Нас не плукат. Нас. Што гласаме едногласно. Од 15.000 денара платата му направиме колку? 24-25. Нас не плукат. А ви се ситте на тоа. Благодарам. Колеги, доколку нема од советниците некој да има разговор, Душица, не ве гледам повели. Душица, така го неш. От после като началник не давам. Айде, повели Душица. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Би се надоврзала кон спорувањето, односно мислењето на колегата Тони Нешковски. Во однос на тоа дека точката на дневен ред, председателя, ако можете да ја прочитате уште еднаш, малку отидовме во други води. Точка број 21. Да ја повторам, одлука за давање согласност на одлука за склучување договор за предвидување наплата на побарување по основ на комунални услуги за правни лица, донесено до управниот одбор на НП Комуналец Кавадарци. Значи, донесено до управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Јас мислам дека е рано уште да се докажуваме и да се пукаме како што знаеме нели за локални избори, политиката да тргнеме настрана. Управниот одбор го води Социјалдемократскиот сојуз, од председател до членови. Меѓутоа, кога станува, како што спомневте, Тори Манчев, дека некои граѓани се чудат зашто едногласно донесуваме одлуки. Едногласно ги донесуваме одлуките, ги тргаме партиските работи настрана, се во интерес на граѓаните. Кога донесовме последен пат, тензична беше и тогаш седницата за цената на водата. Значи се изборивме да донесеме најниската ставка на вода, за да не добиеме од регулаторна комисија цена која што ни ја диктира. И не ми е јасно, ако веќе сме тука сите собрани во интерес на граѓаните, зашто да не продолжи седницата во тој тек? Не треба да се напаѓаме како било порано, како било сега. Значи, точно е дека последниве 3,5 години, кој како сака може да си има свој став и своје мислење, дека се работи, дека општината нема еден, туку од 1 до 100, може да кажам 90, значи каде што турбо работи за интерес на граѓаните од сите сфери. Сега, ако се враќаме наназад и ако почнеме да кажуваме кој како што работел, и многу пати тоа сме го кажале до сега, значи дека секој оставил трага за своето работење. И не може тоа да се негира. Знаевте какви рестрикции имаше за вода, знаевте какви проблеми имаше со вода, значи се почна од некој стандард, некој повисоко ниво, се добивале грантови и се прави. А сега ние се надоградуваме и треба да бидеме за пофалба, а не да се плука. И затоа ве молам, председателе, понатаму да не дозволуваме сега вака да правиме сите да собираме поени, кој е подобар говорник и кој повеќе некој ќе го нападне. А да го почнеме да зборуваме за дувла, кој каде е вработен, тогаш треба сите да извадиме спискови, тогаш нешто ќе личи. Тогаш значи ние немаме држава, тогаш ние не работиме. Штом на спискови ги читаме сите кој и каде е вработен. Така да ќе ве молам да се држиме до текот на дневниот ред на седмицата и ќе ве молам да внимавате. Благодарам колешке на замерката. Сега, колега, не е доста. Ајде, уште една контрареплика, ама да е 30 секунди и после даваме збор на градоначалникот
за негово објаснување и негово видување. Благодарам, председателя. Со колешките души се слагам за се. За се што го кажам се. Истиот ваков Бојло, души се, би ти предложила у комитетот да ми го кажеш на Зоки Јубанчев, пратеникот ваш. Иста ваша партија го коче Собранието на Република Македонија за мерки што се потребни за граѓаните. Од 4-тиот пакет мерки, од 5-тиот, кочте комплет. Со се слагам души се со вашиот Бојло. Благодарам. Повели градоначалниче. Добре, слушавме доста дискусии. Ние сме малата не уште при крај на завршување од нашиот мандат, 4 годишен. Мислам дека оставивме добар пример како треба да се работи. И во Совет, и во општина, и во јавните предпријатија секаде. Оставивме белег на тоа што значи општина, да биде добра општина. Оставивме белег дека може да се работи во коалиција и да функционираме со нормално различни размислувања, меѓутоа на крајот да донесеме одлука само во интерес на граѓаните. До сега сите одлуки што се донесени, јас тврдам дека се во интерес на граѓаните, заедно со вас, со сите чинители. Јавното предпријатие Комуналец е за поздрав, затоа што функционира на едно многу високо ниво. За видливо високо ниво, со сите гости кои што ни доаѓаат, и луѓе кои што транзитираат, а сега имавме можност да донесеме и над 15.000 луѓе од страна како регионален пункт за вакцинација во Кавадарци, и коментарите кои што ги гледаме, и укажувањето од една страна дека и хигиената и организацијата на цилниот град е на високо ниво. Тоа треба така да го држиме, да биде одржливо и никој не смееме политички да дозволиме да се спуштиме на пониско ниво. Во делот на вработувањето, во ова 3,5 годишно работење, во делот на администрацијата, јавното предпријатие нема вработување, административни. Во делот на техничари, кои се на терен, заедно со работниците, во делот на шефови, кои се на терен, заедно со работниците и во работната сила, како општи работници, комуналното предпријатие нормално и по основ на пензионирање, и по основ на зголемување на обемот на работа, и границите кои што ги работеше во делот на крпење дупки, дополнителните работи кои што ги дадевме како овластување, има работување и што има и тоа жив процес кој што мора да движи. Сами кажуваме дека наплата не биде 95%. Не постои никаде 100% наплата, ниту во приватна фирма, ниту во јавна фирма, ниту во јавно предпријатие, ниту во држава. Дај Боже да може некој 100% да наплати, тоа може да биде само некоја банка која што прво ги взима парите, а после да. Така да кога се дава услуга, секогаш има и обврски и работи. Многу ми е мило што теви советниците од ВМРО ДПМН, меѓутоа и Социјалдемократскиот сојуз, така се усогласивте во една работа дека треба заеднички да се размислува, да се работи, да не биде политиката пред се и партијата. И само така може да успееме. И како општина, меѓутоа и како држава. Ако ставиме партиските интереси пред народните и јавните интереси, во тој случај нашиот интегритет и авторитет личен за брзо време ќе потроши. Тук имаме многу перспективни луѓе во Советот, имаме и млади кадри, и докторска фела, и професорска, и од сите други граници, така да не треба да се дозволиме авторитетот и интегритетот да се го загубиме личен. Ја мислам дека кога би посакал пак и во нареден мандат ваков совет, за да Кавадарци си оде уште понапред. Нека бидеме примери во државата, па да видиме кој е управо. Ја верувам дека ние сме тие кои се управо, затоа што Кавадарци во овие 3,5 години добива, а не добива ниту Битко Јанчев лично, ниту советникот, тоа го добиваат граѓаните. Да, 2.300.000 евра тендер за грант комплетен преку КВФ, Германската банка и Сојуз на Република Германија, одобрена јавното предпријатие Комуналец. Вчера објавен повикот
за тендерирање, повикот за тоа што е голем, објавуваат меѓународен. 45 дена ќе трае, тоа се 9 проекти, исклучиво изградба, реконструкција на канализациона и атмосферска канализација. Сами знаете дека Кавадарци е слабо во однос на атмосферските канализации. Така тука е вклучена и Марина дел, и дел од Кавадарци, приградски населби. Целокупно 9 проекти кои што сигурно се работат во наредните 2 години, се од многу голем обем и размер за работа. Јавното предпријатие во овие 3,5 години покрај зголемиот обем на работа остварува континуирана добивка и вкупниот обем на приходи кои ќе ги остварува јавното предпријатие со доаѓањето на овој состав на чело со мене како градоначалник 165 милиона денари му беше вкупниот приход на јавното предпријатие, сега е 245 милиона денари. Од каде дојдоа тие пари? Тие пари дојдоа главно од околу 35 до 40 милиона денари од фитинг тарифата за повластена енергија, која што благодарение на разговорот на владата ни беше одобрено и подпишан 10 годишен договор да земеме повластена тарифа на производство на електрична енергија при нашите мини хидроцентрали. Тоа се 40 милиона денари и општина Кавадарци одигна драстично буџетот према јавното предпријатие, односно негде за 30 милиона денари од 25 до 30 сега. Не се фаќам точно за збор. Даваме екстра плюс годишно во делот на зеленило, јавна хигиена и дополнителните работи кои ќе ги праве предпријатието. Значи тоа се скоро 70 милиона денари, а кога се вратиме назад од 170 милиона денари, значи ние по основ покачување на вода и по основ на покачување на износ на смет немаме никаква придобивка од таа работа. Нормално, јавното предпријатие тие пари што ги добива, ги менеджира и ги трансформира во една услуга на граѓаните и мислам дека нема сегмент и нема сектор во јавното предпријатие Комуналец каде што имаме да немаме поместување или напредување. Еве тука е советникот кој што исто така е дел од раководството и раководител на градската капела, на градските гробишта, каде што направивме и паркинзи, и тоалети, и електрично возило. Мислам дека не заборавивме ни еден сектор од јавното предпријатие Комуналец. Морам да спомнам дека утре ќе има промоција. Јавното предпријатие утре ќе ги промовира 3 товарни мини возила, комбинирани товарни патнички. Тоа се оние пикапови што ги имат, набавка на метларка, уште една голема, и набавка на само подигач за контейнери. Меѓутоа, тука нема да застанеме, ќе одиме уште поиновативно и креативно. За наредната седница на Сојата, ево нека бе како најава, ќе презентираме еден план за замена на постоечите контейнери од 1,1 метар кубен со нови иновативни контейнери кои што ги има поставено во Нови Сад претежно, по Европа, европските земји и Германија. Тоа е сериозна инвестиција, ама за наредните 5 години, да ставиме полуподземни контейнери од 2, 3 и 5 метри кубни. Значи, ќе направиме на презентација за наредниот совет, каде што тие контейнери ќе бидат презентирани и некаде околу 150 контейнери треба да набавиме такви. И износот на смет во тој случај нема да биде како до сега, со двајца луѓе, контейнер да го закаче и така натаки, него со кран се ваде вречите, се изфрла џубрето и во делот на заштита на работна сила, во заштита на енергија, во делот на автоматизација на тите контейнери, ќе бидат со GPS системи предвидени, ќе бидат со сензори за кога е празен, кога е пол. И најбитно од се, ние веќе повеќе во Кавадарци и околината на Кавадарци нема да гледаме џубре. Тоа е затворен систем, каде што сега имаме ние контейнерски систем при дождови, врнежи, ветрови или од некакви други ситуации, џубрето го гледаме по улиците. Во овој смисол, џубрето буквално не се гледа и ќе бидеме прва општина која што ќе го имплементира и спроведе тоа и пред град Скопје. Ако бидеме единствени и ако успееме да обезбедиме и грант и финансирање од јавното предпријатие. Благодарам. Благодариме градоначалник и исцрпното излагање. Колешки повеќе.
Колешке, по завършена точка изгласваме, изгласваме, така? Не сме гласали, си извинявам. Оти се договорихме после като началник да не сговориме. Кога? Даваш реплика одма барај, не после, уште еден. Значи сега изгледува дека на градоначалникот го даваш. Не. Добре, колешке, ајде. Значи, јас ќе бидам кратка во однос на тоа што се повика колегата советникот Лазар Ториманичев. Во однос на предходниот советник, а сега актуелен пратеник од ВМРО-ДПМН Зоки Јованичев. Значи, сите пратеници кои што се од ВМРО-ДПМН не ги гласаат законите, бидејќи се штетни за граѓаните на Република Македонија. Значи, вие ме повикавте за да му кажа, јас еве сега јавно ви кажувам дека таа работа таму што се ја бркаат пратеници во парламентот, во собранието е нивно. Меѓутоа, гласаат само тоа што е во интерес на граѓаните. Тоа што не е во интерес на граѓаните не го гласаат. Толку. И немојте реплики по точки што се надвор од неја. Значи, ова и претходната и ова не чинат. Одиме со... Колеги, едно е реплика, друго е објаснување. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, 19 за, благодарим. Точка број 22. Предлог одлука за усвојување на 3-месечен извештај за работа на ЈП Комуналец Кавадаци за 2021 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Колеги, отварам расправа, дали некој бара збор? Не бара никој. Одбор согласен, кој е за? Едногласно. Точка број 23. Одлука со архивски број 02-937/3 од 25.5.2021 година за поништување на одлука за давање на времено користена движна ствар на ЈП Паркинг Кавадаци со архивски број 02-1649/3 од 7.12.2020 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа по точка број 23. Дали некој бара збор? Не бара никој збор. БМН комисија се изговоривме, не знам од колегите кои присуствува, и усогласивме ставови. Ако не бара никој збор, точката ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно. Точка број 24. Предлог одлука за усвојување на тројмесечен извештај за работа на МАХЕЦ Лукар Дојел Кавадаци за 2021 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Колеги, дали некој бара збор по извештајот на МАХЕЦ Лукар? Не бара никој. Точка ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно. Точка број 25. Предлог одлука за давање согласност за измена на годишниот план за вработување на ЈП Комуналец Кавадаци 2021 година, донесено од директорот на ЈП Комуналец Кавадаци. Отварам расправа, дали некој бара збор? Не бара никој. Одбор согласен, кој е за? Едногласно. Точка број 26. Извештај за работење на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинг Кавадаци за период од 1.1.2021 година до 31.3.2021 година со архивски број 03-1307/3 од 18.5.2021 година. Отварам расправа по оваа точка. Не бара никој збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 27. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за условите, начинот на вршење надзор над неправилно запрени или паркирани возила и условите и начинот за блокирање, отстранување и преместување на неправилно запрени и паркирани возила, хаварисани и напуштени возила и чување на истите на подрачјето на општина Кавадаци за општина Кавадаци број 03-1307/4 од 18.5.2021 година. Колеги, отворам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Не бара никој. Ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно. Колеги, од 28 точка па заклучно 34 точка е одлуки за одобрување на финансиски средства по основ на лекување, да не ги читам истите точки 7 пати. Отварам расправа по сите, доколку никој не бара збор, ги ставам на гласање. Записникот една по една, значи треба 7 пати да ги гласаме. Точка број 28, кој е за? Точка број 29, едногласно. Број 30, едногласно. 31, едногласно. 32, едногласно. 33 и 34, едногласно. Благодарам.
Точка број 35. Предлог одлука за усвојување за отстапување на користење на простор во собственост на општина Кавадарци за формирање на младежки центар Кавадарци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Повели. Виолета, колешки повели. Добар ден на сите, почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот, почитувани советници, граѓани и медиуми. Сакам да ја пофалам иницијативата за формирање на овој младински центар, кој што ќе се наоѓа и ќе работи во просториите на Домот на културата, на третиот спрат. Просториите ќе бидат 2 конференциски сали и 1 канцеларија. Тука ќе работат организациите Креатив и СПВМ. Ние сме први во Македонија кој што има формиран оваков младински центар. Тој ќе работи според своја програма и план, му посакува многу успех и понатаму во работата. Благодарам. Благодариме колешки и ние исто се приклучуваме кон твојот поздрав, сите советници заедно со градоначалникот и администрацијата. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 36. Годишен план за работување на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам расправа. Не бара никој збор, точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 37. Предлог одлука за примање донација, проект идејно решение за изградба на парк на културата во Кавадарци од Дружење за екологија, животна средина, просторно планирање, еко индикатор Кавадарци. Отварам расправа. Нема никој за збор. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Колеги, само јас да дадам една покана до сите советници, баш по повод овој проект, во 16 часот, во Венската куќа има презентација од страна на професорите што го имате изготвено проектот. Имаме покането од неколку институции од Кавадарци гости и ве поканувам сите колку што е возможно да дојдете да го видите тоа на видеобит. Се извинувам, 38 точка не ми е запишена, точката од колегата Петра што ја ставихме дополнително, одобрување на финансиска средства од буџет за ГФК. Тиквеш, награда за влез во прва лига. Одиме и со ова точка, објасни градоначалникот, нема да бараме повторно, со гласање, можда че има потреба нареден совет после ребалансот, уште еднаш пак да ја доформулираме, да ја дадеме уште еднаш. Кој е за? Едногласно. Молам? Се извинувам, од светлата не можам убаво да гледам. Колеги, со 20 воздржани и 17 за, ја изгласавме оваа точка, со ова и завршуваме со денешната седница. Седницата ја прогласуваме за затворена.